Почитувани, добра вечер, следите уште една анализа на телевизија 24. Кога зборуваме за минатата власт, предводена од Никола Груевски, сега веќе бегалец во Унгарија, многу често тука во земјава и од надвор се даваше квалификација дека се работи за режим. Па така тој збор режим се употребуваше и во политички цели, го употребуваа и експерти, а често се слушаше и од некои гласови од меѓународната заедница. Кога се градеше тој наратив на режим, се градеше врз повеќе основи, меѓу кои и судските случаи кои за многумина беа местенки, нарачани случаи кои беа направени поради пресметка со политички неистомисленици, и некои од тие најзвучни случаи се случаите ликвидација, случајот шпион, фамозниот случај, и што е најинтересно, се уште нема правна разрешница на тие случаи во однос на тоа ако се нарачка, кој ги нарачал, кој го правил тоа, со каква цел и каква се организација стои позади тие случаи. Наши вечерашни гости се новинарот Зоран Божиновски, добра вечер, и адвокатот и поранеше судија Валентин Зафиров, добра вечер, и двајцата инволвирани во овие два случаи кои ги споменав, во шпион и во ликвидација. Почитувани, пред да почнеме со емисијата за она што го најавивме, сега слушаме деновиве повторно е актуелно објавување на тие така наречени бомби од тој фамозен профил на ЛЧК од Чикаго. Божиновски, ве обвинуваа на времето и вас дека и вие пуштавте бомби од Србија. Така имаше некои обвинувања и на ваша сметка. Како ви личи сега ова? И ЛЧК некаде од странство пушта некакви бомби. Од каде доаѓаат овие? Прво немаше никакви обвинувања, туку јас ја емитував бомбата разговор од еротски малку потврд помеѓу Муса Џафери и Ермира Мехмети. Го емитував при крај на март, значи 20 на дена пред да ме киднапираат и екстрадираат во Македонија незаконски. Бомбата ја емитував затоа што ја викам мојот брат Бекири Чауш го извадија од затвор Шутка, го носеа во обвинителство, физички го малтретираа, го тепаа. Обвинителот Јован Цветановски и Љупчо Андонов, тогашен директор на УБК, без знаење на неговиот адвокат, кој ги видел сликите каков беше вратен во притвор, решив една од тие 8 бомби поврзани со ДУИ да ја емитувам. Таа заврши кариера на Муса Џафери и Ермира Мехмети. Јас немам никакви правни реперкусии и консеквенции за таа бомба, затоа што тогаш од една страна не беше донесен тој фамозен одбранбен закон на Пржинската криминална четворка за да ги брани нив од тие бомби. Така да и ова потоа што се случи и сега ова пуштање на бомби, Никола Тесла и Илија Громовник, сето тоа е последица на една работа која јавноста мора да ја свати, дека се тоа незаконски прислушувани разговори, направени во незаконска процедура. Еве тука е Валентин, истражен судија, значи без никаков налог се снимале 20.000 граѓани на опрема која незаконски е набавена од странство, значи во нетранспарентна процедура, и отворена една пандорина кутија кога тие незаконски прислушувани разговори незаконски се изнесени и дадени на тогашната опозиција. Јас сликовито ќе ви кажам дека е тајна ако ја знае еден, ако ја знае вториот, допишувате единица, тоа се 11 души. Ако еден од двајцата тајна каже на третиот, допишувате единица, тоа се веќе 111 луѓе. Четворица која знаат, тоа е 1111 и така натаму, аритметичка прогресија. Значи, колку луѓе во првиот бранд достапиле, а ги имаме Звонко Костовски, Ѓорѓи Лазаревски, да не зборуваме за нарачателите, целиот естаблишмент од тој режим што вие го викате, го викав и јас, ама гледам дека не се донесе никаков закон да се дефинира дека бил режим и немате жртви од режим прогласени, немате ни режим. Или режимот продолжил, па имаме продолжено дејство на режим. Така да, бомбите кои веќе биле во посет на 20 на луѓе и дошле во посет на уште
5 мина, 6 мина од опозицијата, вие имате едно, да кажам, транспарентно распределување на тие преснимување, споделување. Дојдоа бомбите до мене до Нови Сад, 8 дојдоа, па дошле сега и до ЛЧК, затоа што Фокус отвори една тема пред известно време за висок функционер на СДСМ кој е инволвиран во тоа споделување на бомби со припадници од јавноста, од јавниот живот, така да ако тука попуштила браната, што ние сега денеска ќе спречуваме дали ЛЧК во Чикаго ќе емитува, дали Зоран Божиновски од Нови Сад или некој овде од Скопје. Да. Зафиров... Значи, уште нешто да кажа. Кој е тој што има ексклузивно право да каже ќе биде вака и онака, кога сите закони биле прекршени до овој момент? И Зоран Заев што ги јавно презентираше бомбите со цела екипа од неговата партија позади него, нема ексклузивно право над бомбите. Ги собрал, ги предал. Меѓутоа, во меѓувреме, дел од тие бомби отишле на друга страна. Мене Зоран Заев ми пушти 2 бомби за да ги користам во судска процедура. Ги поднесов пред недела дена во судска процедура во шпион против мене. Сега СЈО не смее да ги прифати тие 2 бомби. Да, ќе зборуваме за тоа, тоа е и темата вечерва. Уште еден коментар од вас, Зафиров, во однос на ова. МВР вели дека покренале постапка и надлежен јавен обвинител од Кичево постапува по објавување на овие бомби од тој фамозен ЛЧК, а денеска специјалната јавна обвинителка Катица Јанева вели дека дел од тие разговори поседува и специјалното јавно обвинителство, дека тоа е факт, но не знае дали потекнуваат од кај нив. Сега кога го гледаме искуството за тоа што се дешаваше со тие бомби и сите овие објавувања, и Божиновски што зборува, мислите ли дека ќе има сега некаква разрешница, зборам правна, после ова објавување? Бидејќи со оглед на тоа дека човекот е во Америка. Со најдобра волја, значи, на власта која од луѓе у власта што немаат поема у правосудството, значи у правосудството нема волја, не може да има право на разрешница. Значи тоа треба да го решава правосудството. Заедно со органите на прогон, со полиција, обвинителството и судството. Ние моментално мислам дека немаме капацитет. Нема капацитет, не само стручен, професионален, туку и морален капацитет тоа да го решат. Ако дел од тие бомби поседува и Катица, односно специјалното јавно обвинителство кои се предадени, значи стално ќе постои можност тие бомби да ги имаат секој, и јас, и вие, и било кој. 20.000 граѓани ќе бидат стално под опасност да бидат уценувани, оти таму има приватни разговори. Во приватни разговори можеш се да кажеш, и нашала, и насмеа, кога ќе ти го извадат од концепт да бидеш избламиран, што не би сакал нели никој. И по мое, ова што го прави сега ЛЧК, човекот со прекар ЛЧК, за мене не е ни толку страшно, бидејќи тоа е истото тоа што го правеше опозицијата, рушејќи го режимот. Значи, ако бил тогаш општествениот интерес над приватниот и дека секој функционер треба да мисли за тоа, ја не ја знам содржината на бомбите. Ако не се приватни разговори кои навлегуваат во љубовна сфера, Зоран кој што направил со еротика, значи, ако не навлегуваат во некои си семени проблеми, се работи за државата или се работи за тешки кривични дела од функционери, без разлика од која партија, припадност етничка, верска, ако тогаш биле оправдано од нивното пуштање, рушејќи го режимот, не знам зошто, кое би било оправдањето сега да не е. Значи, зборувам сега надвор од правото. Зоран кажа дека сето тоа било незаконски, меѓутоа, кога имаш режим, ако имавме режим, не може со законски средства да го рушиш. Затоа што они се поклопија. Значи, не можеше никој да крене глава. Ако веќе и меѓународната заедница тоа го констатира во извештајот на Приве, дека имаме заробена држава од власта, од партијата која е на власт, дека криминална банда ја заробила партијата, па преку нејзе власта и со тоа и државата, и правосудството, у тоа како ти ќе се бориш на најлегален начин, освен ако ги користиш медиумите, не, како е вака сега, како вие ќе се борите да докажете вашата вина, невиност или
некое кривично дело на некој друг, ако полицијата е ќути е против вас, ако обвинителството е против вас, ако судството е против вас, кај вие тоа ќе го изнесете? И каде тоа ќе помине во една законита постапка, кога ја нема? Значи, судиите, извини Зоран, кога викаме ќутат судиите, јас ги сваќам. Значи, од сите нормални држави судиите се заштитени од криминалците, од страна на државата се штитат. А ваму сега едно криминалци судат, да речеме, у кривичните постапки, а од друга страна најзагрозени се од власта. Значи, навистина се најзагрозени од власт. Ќутењето не го оправдувам, си можеле да се отидат од судството, значи, кога веќе 2011-12 се виде шо е, меѓутоа ја ги сваќам како луѓе, дека ќутеле, бидејќи во нивните редови, во обвинителските, во полицијата, во врвот и во судството, имаше криминалци кои соработуваа со режимот. И затоа јас ова со бомбиве, по моје карма каша за прогресијата потполно е управо, значи не знаеме, не може тие бомби ни во владеачката партија еден човек да ги преслуша. 20.000 луѓе пута 10.000 разговори. Значи тоа се милиони разговори, не може еден човек да ги преслуша. До тие имало допир многу луѓе. Во СЈО исто има допир многу луѓе. Стално постои можност таква држава како што сме во моментов, без одговорност, без утврдување на одговорност, стално има можност да протечат тие и некој да се офајди со некоја си. Дали ќе биде тоа политичка уцена, дали ќе биде материјална уцена. Луѓе сме. Секаде има секаде. Ја не спорам дека бил правилен беше патот да се емитуваат бомбите за да падне тој режим. Јас спорам дека нам ни беше ветено дека тоа беше вистина за Македонија. И беше нагло некако вештачки прекинато, тоест беше прекинато после пакетот бомби емитувани за ДУИ, па ни се случи диво населје и после седнаа упржено се договорија веќе да нема емитување. Се договорија со ВМРО ДПМН пакет под Никола Груевски да се донесе закон со кој више нема, значи си зема ексклузивно право ексклузивно да се заштитат од идно емитување бомби за ние да имаме како последица недознавање на вистината за Македонија. Видете сега со И сватете го револтот кога еве јас сум еден од тие 2 години после ветувањето дека ќе дојде живот и дека ќе нема мир додека не се случи правда, ја уште не гледам правда, јас сум 4ти пат вратен, 4ти круг на некое судење на кое не му го гледам крајот, пошто не сме ни на средина ни на почеток, не ни знам кај сме после 6 години. И сега нормално е вие да сега кај мене тоа пак иде некако ја на суд и се однесувам по оние процедури по закон за кривична постапка. Луѓето од диво населје што се осудени или не луѓе, тие што убиваат таму и беа убивани, не можат веќе да трпат затоа што имаат политичко ветување дека ќе бидат пуштени во своите матични држави да си го ослужат тоа што се осудени. И тие што им ветиле сега имаат проблеми. Значи нивните роднини откупуваат бомби од овие што се слободно на пазарот, се продаваат како CD-а со популарни пејачи по Косово. Ова со законот и ќе емитуваат. Што го забранија, значи во ред е со закон да се забрани, ама требаше селективен тоа да биде. Значи таму има 20.000 луѓе што воопшто не вршеле функции. Значи не биле од државата поставени функционери па да штитат интерес, па посебен општествен интерес да или имало разговори кои не се од јавен интерес. Или кои и во ред е тоа, значи не може мене како адвокат или вас како новинар да ве прислушкуваат. Значи тоа да го објавува. Значи во тој дел дека не требаше сите, меѓутоа за тоа што се работеше за функционерите, ако некој функционер, тоа е селективност. Ако некои функционери за нешто веќе беа бламирани со тие бомби, по моје оправдано, зошто другите да бидат заштитени? Така е. Значи зошто да бидат заштитени? Пошто видовме дека од тоа СЈО, дали немаше моќ, дали нема капацитет професионален, не испадна ништо. Ние имаме 2 предмета правосилни за не знам колку години. Тие што се заштитени екстра добија награда, тендери и амнестија. Види, ја за тој тешки кривични дела што потоа ги направија. Зоран, осоколени дека не се процесуира. У тој дел ќе се воздржам, Ја нема да се за воздржам. правосудството можам да зборувам и за правна разврска евентуално. Значи мене друго ми, ако имаше режим за мод граден
на предмети како нас. Значи, ние бевме таргетирани. Прво, си работиш работата по закон, второ си дошол у суди со власта и од сите области, дури од криминалот. Значи вака, дури и дрогата, оружјето, таа власт ја поклопи. Ја поклопи, судејќи ги луѓето во нетранспарентни, во незаконски постапки. Значи, Франкфурт мафија се вика Франкфурт мафија и не знам од Велес колку лежеле за Франкфурт мафија. Какви мафијаши? Значи, немаат врска со некоја мафија. Му нашле 3 грама дрога или 5 грама и на телевизија оди Франкфурт мафија. Тројца ги собрале од дома Франкфурт мафија. И тоа не викам во ред нека одговараат. И они викаат нека одговараме за тоа што сме направиле. Ама во една постапка, законите и баш за тоа што си го направил, за тоа треба да одговараш. Значи го поклопија оружјето, го поклопија дрогата, артефактите. Значи сите области, трговија со луѓе. Сите области кај што има пари, дали тоа во легалниот бизнис или во нелегалниот бизнис, го поклопија. Тоа може само диктатура и режим. За они да го работат тоа. И тој режим мораше да доеде. Па ако не беше вака, или ќе се исцелевме сите, или војна ќе имаш. Добро, еве, повторно се враќаме на режим, на диктатура. Ајде малку сега да зборуваме за последиците од тој така наречен режим, како што вели Божиновски, дали навистина било режим, сега си го поставуваме тоа прашање. Значи, СЈО го превзема случајот Шпион во 2016 година, после неколку... Го превземан во март 2018 година. 18-та, се извинувам, да. Так. 18-та, после неколку изјави на премиерот Заев, дека има прислушувани разговори поврзани со случајот Шпион, но сега еве на суд представили СЈО дел од тие разговори, дали ја објасни својата надлежност Значи, случај? прво, кога е превземен случајот Шпион, мислам дека тоа е почеток на 2015 година од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал, случајот е превземен, тоа зборуваме за овие 18 што се осудени. Да. Значи, СЈО го превзема случајот во постапка на жалба на првостепена пресуда од нивна страна. И некаде есента 2016 година ја бев во притвор, СЈО искача на апелација, постапува по жалба и бара да бидат прогласени правосилно виновни, зборувам пак за осудените 18 луѓе, и не вади ниту една бомба. Значи не покажува дека има прислушувани разговори. Јас од Зоран Заев уште од 2015 октомври во постапка против држава Србија бев во постапка за азил, па ми беше негативна првиот круг, па на управен суд ја соборивме одлуката. Од Заев добив 2 бомби во кои директно се споменува моето име и изрично ми кажа, овие користи ги исклучува во судска процедура, има 180 прислушкувани разговори за Шпион, кај што јасно се слуша монтажа политичка против сите вас. И викам, супер, луѓево се радуваа што ќе бидат превземени од СЈО и дека ќе бидат ослободени во транспарентна постапка, затоа што првата постапка беше нетранспарентна, луѓето беа судени на затворени процеси со изјави противуставни на нивни адвокати дека никаков записник никаде нема се појави, дека никој ништо нема да пишува за тој случај. Значи, мислеа дека во транспарентна постапка со СЈО како застапник на обвинение, со тие 180 прислушкувани разговори кои Заев ги предал на СЈО, ќе бидат ослободени. Или ќе се утврди вина на секој од нив поединечно, затоа и еве Валентина тука, затоа и се суди, за да се утврди што е што. Добро, имате ли некој логично објаснување зошто тоа не е направено? СЈО, значи, во нашата професија, во нашите кругови кога дискутираме, не ни е јасно како постави стварна надлежност на тие на Шпион. Така. Значи, за кривичните дела кои произлегуваат од телефонските разговори. Ваму у Шпион немаше такви работи. Значи нема како ја превзе надлежност. Или поточно не се презентирани. Видете сега. Дали има или се нема? Што нека има каде сака, ако у постапка не е презентирано, Да. нема. Нема, да. Значи нема.
Во судска постапка, ова што го слушам од медиумите, дека ниту една бомба не се, односно ни еден телефонски разговор немало како доказ од тие нелегално прислушкуваните, ја не знам каква превзеја стварната надлежност и како тоа сето мине низ глатко низ институциите на судството. Прв степен, втор степен. Не ми е јасно мене тоа, ама Прашавте за логичка поврзаност. Имате ли објаснување? Зошто? Значи, објаснувањето лежи во тоа што од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал во редовите на СЕО по предлог, предпоставувам, на ДПМН премина обвинителката Лиле Стефанова. Значи, она требаше да биде жртвувана како фигура од страна на Катица Јанева и заменичката Елизабета Јосифовска, за да ние бидеме ослободени. Ден денеска тоа е единствената пречка. Лиле Стефанова во тандем со Татјана Михајлова, истражен судија, е во 80% од политичките монтирани процеси. Значи, ја ако почнам да објаснувам, ја како правен лаик што учев Закон за кривична постапка и КЗ во притвор, ако ја почнам само да зборам, ќе ни треба 3 дена. Што све наопаку е направено? Затоа што било политички нарачано. Тој се почнало у шпион, не знам за ликвидација и за Ореше, се почнало со мрежа од 120, завршило на 20 луѓе, од кои 18 беа осудени, едниот си умре да не доживее пресуда, Зоки Костадинов. Ја бев горе у Србија, мене пред доцна ме донесува. И овде нешто ексклузивно ќе кажам за прв пат, бидејќи на судењето не може да го кажам, таму нема судење затоа што застапникот на обвинение се оси молчат. Предлагаат секогаш нови сведоци, стално нешто одложуваме или почнуваме од почеток. Ексклузивно ќе ви кажам. Кога сум донесен од Србија, веќе застарело гонењето против мене. Значи, мене ден денеска ме гонат врз основа на правно застарен случај. И ова е тема меѓу судии и обвинители сега во овие реформи, расправаат на оваа тема, само сето ова у јавноста не испливува. Ја ќе бидам ослободен 1000%, со сигурност ви кажувам, затоа што све до сега падна. Имав 2 истраги, една во отсуство и една во присуство во шутка, без ниту едно истражно дејство. Без соочување со ниту еден материјален доказ. Ден денеска, осен некои сведоци кои биле присилувани да сведочат вака и онака, па денеска не се сеќаваат, ништо друго против мене нема. Само се одложува судењето. Заради инаетот на Елизабета Јосифовска да ја заштити колешката Лила Стефанова. Заради некои многу стари работи, заради кои ја пишувам веќе година дена и да не се повторувам овде, да не заморувам аудиториум. Затоа што не попуштам и нема да попуштам. Да, во случајите ликвидација и шпион имаме ист обвинител, ист истражен судија и ист состав на судскиот совет. Дали е тоа можно, доколку предметите биле распоредувани според АКМИ системата? Па нели сега не знаеме ништо за АКМИ-сот, сите не информации знаеме, тајни се. Да. Од која кажаа дека не се распределувале по АКМИ системот, ние по една одлука од влада баравме од 15 мај 2018 година, каде што кажува дека сите институции од извршната власт треба да ни дадат информации кои ќе ни помогнат да ги повториме постапките правосилни. Меѓу другото, јас барав и од Министерство за правда, ме упатија на судот. Судот вика дека тоа е тајна во истрага и сега ја не знам како е тајна. Ако јас сум оштетен, значи ако мојот предмет не е по АКМИС, јас сум оштетен во тој Така. предмет. Ја морам да имам пристап како оштетен. Да знам сум, не сум. Меѓутоа, тоа е се замре колку е 7-8 месеца, година дена може да помине од тогаш. Ние за АКМИСот, ама немаме ништо мрднато. Ниту има обвинение, ниту истрага, не знам дали се води или се... Не, завршена е истрагата. Повеќе од 640 предмети се распределени незаконски. Јас знам 800, ама во ред. Или 800, али јас знам дека последната бројка беше 640. И сега ако има такви незаконски предмети распределување, треба да имат да сноси некој одговорност. Ние Не, иако е завршена истрагата, нели? Треба да има обвинение. Да. Ама не може да се пошто ние комуницираме меѓу себе што сме жртви на тој прогон или што сметаме дека сме жртви на тој прогон, не знаеме еден да е повикан од нас во истрага. Значи ако ние сме жртви, ние сме оштетени. Значи мојот предмет ако на таков начин е даден
мимо АКМИСот, јас сум оштетен во овој предмет, во оваа истрага, не сум повикан. А Јас, даден? значи тоа Тврдам сега дека е даден. Мојот е даден. Јас знам. Значи немаше исклучок. Не така. Се што исклучиво кажуваме рачно. сега, јас знам, вие тврдите, тоа е нели од наши релации што ги разбираме, меѓутоа јас сум строг формалиста Така, и ја сакам не во постапка да го докажам тоа. Значи постапка нема. Нема како што нема ни режим. Како што испаѓа дека немало режим. Така. Ние сега тврдиме, таму сме се собрале море од луѓе, дека на разни конференции, дека сме неправилно осудени, не поддржа власта, не поддржа сите структури, опозицијата не ни опонираше, значи немаше никој да рече дека не е така, а наеднаш нема одговорност за никола. Па сега ако имало режим, ако била заробена држава, ако судството, ако Сдруженијето на судии го прифаќа извештајот на Прибе, значи ја у оваа телевизија мислам бевме кога представникот на Сдружение на кажа дека потполно прифаќаат извештајот на Прибе, кај што кажува дека имало монтирани случаи, политички случаи. И ако немаш сега тие разврска на тоа после 2 години, сега човек да се запраша. Имало режим, немало режим. Дури сега јас дома кога ќе си отидам, иако го кина предметот Врховен суд, да се запрашам, чекај сега, јас суден бев по нарачка, во монтиран случај, или воа било случајна грешка на оние што ја воделе постапката. Значи се било случајно. Дури да се запраша човек. И затоа мислам дека доста беше со надворешната политика на било кој да е, оваа власт, идна власт, треба да се свртиме во натрешната политика и пред се правосудството. Оти видете се, ако имаш ти правосудство како што треба, минимум имаш корупција, минимум имаш криминал. Ако имаш ти судство вакво како што е, тогаш се вратите отворени на корупцијата ширум и во Министерство за образование, и во здравство, и во сите министерства. Значи некој се нема одговорност, само треба да се реши да зима мито, да мести тендери и така натаму. Значи ако имаш правосудство, секој ќе се размисли, чекај на крај има отчет, односно се плаќа цената. Валентин, извештајот на Прибе е блокиран заради ДУИ. Извештајот на Прибе се однесува на реформа на правосудство и на воведување правна држава во Република Македонија. Партијата ДУИ е вмешана во сите тие политички монтирани процеси. Екстрадиционата документација што ме бараат мене од Македонија носи печат на Република Македонија, Министерство за правда, подпис Блери Беџети. Значи, после евентуалното докажување на политичка монтажа против мене, треба Блерин Беџети да понесе одговорност. Не може да понесе одговорност затоа што е градоначалник на Чаир и затоа што конкретно у Сарај се прави она што се прави, оние платформи, тие проекти на оваа влада. Значи, полесно им беше да го суспендираат извештајот на Прибе, отколку да поведат процедура да се правосудството да се реформира, Македонија да стане правна држава, каква што ја посакуваат во Европска унија, а ние да бидеме прогласени за жртви, обештетени за незаконски одлежан притвор и подосна кој лежеше и затвор. Не можеме да бидеме обештетени затоа што во извештајот на Прибе стои дека треба во буџетот да се резервираат најмалку 300 милиона евра за оштета на тие над, ја викам, 1100 луѓе. Кај се нивните фамилии. Вака, сега се наоѓаме во специфична ситуација, нели пред вратата на Европа. Не сум политичар, ама нели секој интелектуалец треба пошироко да ги работи, да ги гледа работите, нарочито ако е некој судија, стварно треба да има широка општа култура. За жал кај нас малку се такви судии. Значи, сакам да верувам дека фокусот на оваа власт, која го струши режимот заедно со нас, што марширавме по улиците, нема правда, нема мир, беше насочен кон Европа, кон НАТО, што стварно е приоритет. Мислам дека сега, после јуни-јули, кога се очекува датум за преговори, дали го добиеме или не, таму е задачата на Македонија завршена во делот на меѓународната политика. Меѓутоа, ќе се сврти, сакам да верувам дека ќе се сврти кон натрешните проблеми, односно кон сферата која јас ја работам и ја сакам, тоа е правосудството. Мислам дека ќе се сврти. Има еден проблем сега што ние не сакаме да го гледаме никој.
Тешко ми е да го правдам, ама не можам да преминам преку тоа. Факт е дека власта влезе со 4 од македонскиот дел со 49 пратеници. Било кои реформи да ги направиш, да засечеш, треба 80 пратеници. Значи треба 80 пратеници да ти изгласаат законите кои се системските закони за судството, за да направиш генерален реизбор, било што да направиш у судството. Тоа не може без дури мислам дека и со ДУИ, односно и со сите албанци, ВМРО имаше 57, значи они не можеа тоа да го направат. Не можеа да дојдат до 80 гласа. И тоа има едно оправдување. Меѓутоа, никој да не се смени. Значи, никој да не се смени. Законот за судски совет не треба 80, треба 60 гласа. Значи, можеа законот за судски совет. Доста ни од самоуправување во судството. Значи, ние имаме самоуправување во судството. Судиите сами си ги бираат судскиот совет, па овие избранија па немаат никаква одговорност. Значи, што правеле, како разрешуваат, како бираат суди, на никого не му одговараат. Значи, меѓу трите власти, извршна, законодавна и судска власт, што се столбови на секоја држава, мора да има меѓусебна контрола. Значи, судската власт, преку својато работење, ги контролира двете власти. Тука ако земе и Уставниот суд. Значи, законите што ги носи парламентот се контролираат од Уставот, во една нормална држава, од Уставниот суд. Кај нас тоа, ова е како независна, ама не знам како, од самите себе. Значи, судската власт е независна од самата себе. Да. Во случајот ликвидација, Врховниот суд го врати на повторно судење, ќе зборуваме за тоа, но еве да прашам, во контекст на ова што го зборуваме за надлежноста на СЈО, дека не се презентирани никакви преслушувани разговори. Зошто мислите ли дека имаше, еве, барем тука основа Врховниот суд и ова да го врати на повторно судење во најмала рака збор? Па не знаеме Врховниот суд каква одлука ќе донесе, тие чекаат веќе со години. 2016 есента се осудени правосилно побарање по предлог на СЈО и потоа има доставено жалби до Врховен од 2016 до денеска не го зема во разгледање. Во разгледување нивниот предмет, нивните жалби. Јас не сум у тој пакет, затоа што немам ни првостепена пресуда. Дел од нив 6 мина или 7 мина се вратени по одредени точки, укинати се од апелација, па и сега нив ги малтретираат, па таму се случува посебен циркус, да не зборам и за тоа. Се вадат документи на кои сега представници од МВР немаат одговор на рочиштата, доаѓаат као сведоци. Вадиме некои сведоци од порано, кои сега зборат обратно од она што го збореле тогаш во истрага, и направен е еден хаос, кој ја не знам како ќе се заврши, освен одговорност на обвинителите што не си ја работат својата работа како што треба, значи не вадат конкретни докази, од друга страна не се ни повлекуваат од обвиненијата, затоа што гледаат дека се празни обвинени. Ја ќе ви кажам еден детаљ, кога бил подигнат акт против 18 луѓе за да идат на судење, тоа е 17 декември 2013 година, време кога јас сум екстрадиционен притвор у Нови Сад, обвинителката и истражната судика мене не ме издвоиле, то треба Валентин да го дефинира. По закон за кривична постапка ја не сум издвоен со решение од таа група ради недостапност. Него усмено си заклучиле, не е достапен, па ќе му се суди кој ќе дојде. Али мене не ме вклучуваат во како обвинет со тие 18 души. И ја висам до 2016, а тераат закон за екстрадиција да бидам испорачан, не испорачуваат никаков доказ на Висши суд Нови Сад. И таму се чудеа, па бараат дополнување, по дополнувањето повторно нема ништо. Ова се случува затоа што Лила Стефанова сватила дека ја турнале заедно со истражната судика било како да ме донесе, не ме донеле на време. Жената како обвинителка, сега ја резонирам со логичен јазик, решила мене да не ме издвои затоа што немало докази во таа тримесечна истрага против мене кои она би ги спакувала во папка, така пише у законот, и да чека кога ја ќе бидам испорачен таа папка, следниот обвинител, Биковски беше, која бев испорачен, да има со што да располага. Биковски водеше истрага без истрага, затоа што немаше допир со предметот шпион, целиот беше спакуван и беше под контрола на СЈО.
СЈО не сакаше да се види со Биковски, со обвинителите од јавното, имаше контра у тоа време. Не му даде на Биковски да достапи до предметот, да напише било каков издржан обвинителен акт против мене. За да ми го продолжи притворот кога истекоа 90 дена, човекот напише акт на памет. Делумно наопаку напишано од она што го има во списите, затоа што ја вршев увид во списи. Значи, такав еден хаос се направи, што у септември судиката Александра Крстич, кај која беше распореден предметот, зема се откажа и замина у друг сектор. Да не те прекинувам вака сега, не сакам. Мислам јасно Значи, што сакам да кажам, јасно ми е, меѓутоа, делумно и на проблемот публиката. е многу покомплексен. Ако ние, вас ќе ви треба 3 години, ние што мислиме дека ни се повредени правата. Значи, 3 години секој да си кажуваме за себе, ова се што кажува е така, ја верувам дека е така. Значи, сега јас ако кажувам како е, меѓутоа, проблемот е дали се почитувале законите на нашето судење, на сите ние што сме жртви на режимот, или не се почитувале. Не само во судска постапка, и во полициска постапка. Например, предметот ликвидација во полициска постапка најпрво го води ДБК. Значи, ДБК не смее да го води. ДБК не смее, и тоа е докажано. Значи, јавниот обвинител Катица Јанева не извести нас дека едно време предметот го водела ДБК. Значи, тоа се знае. Е сега кај е одговорност? Значи, не е проблем и да утврдиме, него кај е одговорност? Значи, се знае дека кај сведокот оделе во затворот без дозвола од суд. Нешто што не смее да се направи. Дека е изведено без дозвола, без знаење на судот, дека е шетан, дека... Тогаш некои луѓе работеле тоа е документирано, мора да било документирано, нели, барем по законот за архивска граѓа дека се стои 5 години, колку години, значи имало докази, никој кривичните пријави на време се поднесени од еден колега, против 7 души, мислам, за злоупотребите, до ден денеска нема одговор. Значи, од 2013 се повлечени, негде кај јуни, мислам, мај-јуни, до ден денеска нема одговор. Зошто нема одговорност? Нека се отврли кривичната пријава, нека речат, не, директорката на затворот не ги пуштила. Не од ДБК никој не влегол. Значи, нека се го докажат тоа. Значи, тука е проблемот. Дали се постапувало по закон, не само ЗКП и КЗ, него и по прописите што регулираат работата на Министерството за внатрешни работи или не. А ако не се постапувало, да се има одговорност. Јас не сум толку ригорозен да викам сите затвор да отидат, што не постапувале по закон, сваќајќи ја, нели, сета таа клима во која се работело, ама може да останат без работа. Значи, може дисциплински да се казна. Дури барем 20% на 3 месеца, и тоа ќе биде сатисфакција. 20 месеца да го казнат некој си што работил во мојот предмет незаконски, да се докаже, доволно е да се утврди, па 20%, па ќе го оставиме, па ќе му дое паметот. Њомите. Валентин. Значи, да се докаже. Но така ќе биде покажана нечија вина. Значи, ќе има вина. Значи, одговорноста. Ние бараме, значи, ниту еднаш имаме луѓе кои се со нас во Сдруженијето за заштита на правата на неправилно осудените и во зелена лупа, кои лежат у Идризово, имаат уште по 5 години, по 3 години и викаат никако да не барате амнестија. Барање на повторување на постапката. Да се повтори постапката во една законита постапка, да си ја докажат невиноста луѓето. Значи јас мене сега ќе ме судат, не може да ме судат, тоа го излежав ја. Можам да бидам лабав, ама не сум. Не сум оти. Јас сакам да докажам дека постапката во која ме судела била криминална. Значи јас додека бев осудуван, додека не уки на Врховен суд, не можевте да ме чуете у вашите емисии дека јас сум невин. Затоа што имам правосилна пресуда, осудуван сум. Секој може да ми рече дека како невин судот те осудувал. Меѓутоа стално тврдев дека постапките се незаконски, а незаконските постапки носат незаконски одлуки. Значи тука е проблемот. Многу е комплексен проблемот, не е само у судот, у полицијата, значи ние највеќе како имаме член во владина комисија, во кој зошто не се постапува по нашите барања, која владата го донесе тоа одлука, зошто не ни ги даваат одговорите. И таа комисија ја утврди одговорноста највеќе во МВР. Значи МВР не сака да постапува, а зошто не сака МВР да постапува? Затоа што останаа на челни места во МВР
дел од структурите од режимот. Така. И сега они сами ли против себе ќе бидат? И исто, не се покажа ништо во обвинителството. Значи, Лиле Стефанова, значи ја не сакам лично против никого да одам. Абе, луѓе, без предмет идеше на судење. Значи, на судење иде без предмет. Која комоција тоа? Па жена на улица ќе ја видиш со ташна. Значи, она на судење идеше без предмет. И она оди у СЈО. А пази, потекнува од судот, од обвинителството во Радовиш, кој не виделе предмет, друг ни по закон може, освен во скратена постапка, а скратената постапка е некоја си, како да кажам, прекршочната постапка е поформална од скратената во кривична постапка. Значи, прескокнуваш цел ЗКП не го видела, никаква пракса. Ја носиш во организиран криминал и од тука ја носиш во СЈО. Дури сакам да кажам дека може да и си е добра женичката. Може да си е добра. Ама шо знае? Каква пракса има? Како мене сега да ме ставите доктор хирург. За мене е добра затоа што све наопаку напишал. И сега се искозија овие од СЈО, не знаат што да прават таму на тие рочишта, освен што одлагаме одложуваме. Да. Друга ми беше поентата. Значи, не е битно овде мојот предмет и ја што сум поменал, јас сакав пластично да објаснам што правеле со случаи како мене, како тебе и другиве, што колку толку или малку повеќе разбираат, имаше и обвинители у притвор, разбираат ЗКП, кривично право, па се одело со безобразно. Јас знам да читам и латиница и кирилица. И да го разберам тоа. Има многу луѓе, ја поминав 770 дена притвор, кои не знаат на карта, на географска да најдат Бугарија и Хрватска кај, а лежат Македонија или Србија. Што сакам да кажам? Знаете ли со тие луѓе што се прави? Зато имаше масовно притвори, затвори и некои уште лежат. Не им дават ни записници на луѓето. Им одредуваат адвокати по службена должност кои примаат, платат пари надокнади таму кај што примаат. Значи не ги бранат дечкиве, само ги убедуваат да прифатат затворски казни. Значи сакам да кажам дека ако се идело толку безобразно и бескрупулозно со нас, политичките неистомисленици и противници на таа политичка номенклатура, ајде да не кажам режим, пошто немаме дефинирано биле или не биле режим, значи што се правило со обични мали луѓе кои се таму мелено месо, значи човечко мелено месо кое поминува притвори, затвори и не добива правда. Правда бараме за сите нас, не само за мене и за Валентин. Ја и Валентин ќе ја дочекаме. На крај крајeva, јас сум професионално вработен како обвинет у шпион. Мене ВМРО ДПМН ме прогласи за квази новинар, ме игнорираш. Со шпион ме воздигнаа дека јас сум новинар, ме призна. Застана меѓународна заедница на новинари позади мене. Застана Удружение новинара Србија, Црна Гора. ЗНМ цело време со мене. Еве сега сежам, ја пораснав. Бев никој и ништо. Обичен пишувач на еден веб портал и ново. Значи, Ова што кажува за записници не има луѓе кои стварно страдаат внатре. Значи, тоа се толку ситници да не ја замараме јавноста. Например, законот за кривична постапка кој што важи од 2013 децидно вика дека треба да се снимаат судењата. Или не дактилографски да се прават записник, него стенографски. Валентин да има Ниту еден телевизиски стенограф нема по преноси. судиите. Ајде не се снима. Телевизиски преноси, Валентин. Извини. Телевизиски преноси. Значи, ако немаш ова со записници, нас не ни го даваат на адвокатите. Немам хартија. После ќе ви го дајаме записник. Не на обичните луѓе. Не ти го дава записникот за да провериш што било нарочито по малите свој. Немам записник, немам хартија. И што да правиме сега ние? Ќе се тепам со судијата. Мене ми дава. А па вака за да биде снимано. А ние сите сакаме, сите што сме странки и што веруваме во себе, значи дека си ја знаеме работата, јас сакам да е снимано. Кога ќе оди во апелациониот суд да се види што се правило во првостепениот суд. Кога ќе оди во врховен суд да се види, а не да ти кажу не ти го пишувам предлогот. Да, добро, мора да направиме кратка пауза за реклами. Интересен е разговорот, ќе продолжиме, се враќаме брзо во студиото. Останете со нас.